Дали и колку македонските владици на синодот на Македонската православна црква се изненадени од изјавата на српскиот патријарх Иринеј. За дневникот на Македонската телевизија митрополитот Повардарски Агат Ангел со своји ставови за црквата, за народот и за односите со српската црква. Со него разговара Јулијана Тануровска. Посебна најава не е потребна за темата за која што ќе разговарам вечерва со гостинот во дневникот на Македонската телевизија. Митрополитот Агат Ангел, добро вечер и добре дојдовте во студиото на Македонската телевизија. Добро вечер и благодарам на поканата. Реков, посебна најава не треба затоа што она што и се случува на Македонската црква му се случува и на македонскиот народ и на целата држава. По неодамнешната интронизација на новиот српски патријарх, некако повторно се разбрануваат духовите. Ке речам се разбрануваат духовите затоа што ако очекувавме да има конкретен сигнал или пак очекувавме да има конкретна порака, зборувам порака, мислам на добра мисла од северниот сосед, ке речам, не се случи тоа. Повторно се враќа со речникот на спортистите топката на почеток. Каде ја гледате, владико, вината? Дали ја гледате вината во народот, дали ја гледате вината во црквата или пак во државата? Како епископ на нашата света Македонска православна црква, како прво бев многу разочаран од првичната изјава на новоизбраниот патријарх српски господинот Иринеј, затоа што многу одамна, кога се разговарало околу прашањето на нашата света Македонска православна црква, во сите делегации учествувал и тој. Кога слуштавме дека е избран за патријарх, почувствувавме радост, бидејќи мислевме дека е еден од поумерените архиереи во соборот на Српската православна црква. Но првичната изјава и при поздравот на представници од другите верски заедници, а немаше од православните, него ни поздрави нашиот блаженейши архиепископ господин Стефан и јас почувствував уште тогаш болка во душата и срцето и помислив дека и овој човек ќе води истата политика како што ја водева и претходниците. Потоа имаше интервју во кое интервју нагласи дека нема што повеќе да се разговара со Македонската православна црква, бидејќи има призната црква во Македонија, тоа е Охридската архиепископија. За мене, како епископ во Република Македонија и епископ на Македонската православна црква, не постои Охридска архиепископија. Не постои ни за македонскиот народ Охридска архиепископија. Православната Охридска архиепископија. ПОА се мисли на ПОА. Не постои ни за државата ПОА. Бидејќи пред неколку години во Собранието на Република Македонија се донесе декларација дека Македонската православна црква не смее да отстапи од својата автокефалност. На Архиепископскиот црковен народен собор се донесе истата одлука дека Македонската православна црква и сите архиереи кои се членови на тој собор со целото свештенство, монаштво, не смеат да отстапат од автокефалниот статут на нашата света црква. Истото тоа во соборниот храм во Скопје. Целото свештенство и монаштво го собравме од целата наша црква. Не, ова беше посебно свештеничко собрание. Не беше собор, свештеничко собрание, за да го слушнеме гласот на свештениците, бидејќи тие свештеници се постојано во контакт со луѓето. И они имаат информации директно од народот, дали ја прифаќа ПОА
или не ја прифаќа? Па добро, фактите говорат дека ПОА не е прифатена. Ако беше прифатена, досега ќе имаше поинаков третман. Зборувам за верниците. Се знае кога се држи литургија колкумина останаа од нивното крило, ќе речем колкумина останаа, и колку има свештеници, толку има и верници. Помина времето во Македонија на предавници, на кодоши, на издаици, на расколници, ако некој нас не нарекува расколник, но тој што не нарекува нас расколници, сите чинови ги прими од оваа црква. Зошто тогаш друга хиратонија не му направија кога не признаваат? Они требаше да го хиратонисаат повторно. Так. Бидејќи не признаваат нас како црква, они требаше повторно да го хиратонисаат, повторно патриархот Павле да стави раката врз него, повторно да го повика Светиот Дух. Затоа што еднаш македонските свештеници. Да, се му дадовме него. И тој беше галениче. И сите оние што заминава од нашата црква, верувајте, беа галеничиња. И монасите, и монахињите. Ние, како што се имаме грижано архиереите и народот, нашиот честен, верен, православен народ, како што се грижал за тие деца, јас не верувам дека некаде некој се грижи за нив така. Владико, но исто така и Македонската православна црква го расчини Зоран Вранишковски. Да, он Тој требаше повторно да биде, ако е дел од Српската црква сега. Ние цврсто стоиме на ставот, што го донесе Светиот архиерейски синод, дека нема никој пат да седнеме на маса да разговараме за црковното прашање во Македонија со Вранишковски. Тоа е наш став, тоа е барање од православниот народ. Ние сме духовни водичи на народот. И ние не смееме да го изневериме народот, бидејќи од потта на народот живее Македонската православна црква. Од потта на народот живеат сите оние што седат во собранието на столчињата. Што се случи сега за Светосавската прослава? Луцт. Токму за Светосавската прослава имавте и напис. Ве молам, имам напис. Доваѓа представник, советник на преседателот Тадич во Македонија. Никој нема против, бидејќи сме ние мултикултурна држава. А јас сум живеел во многу поголема мултикултурна држава него што е нашава. Никој нема против сите, секој да си ги празнува своите празници. Свети Сава е светител кој ние го почитуваме. Но да дојде еден човек од надвор, од туѓа држава да дојде, а таа држава не има признаено со нашето уставно име, Република Македонија. И пред целиот собор тамо, да каже дека го поздравувам архиепископот Охридски. Ве молам, тој е преседант. И не треба тука да замолчи нашата држава, бидејќи ние немаме тие механизми со кои треба да се бориме против таквите луѓе. Зборувате како црква дека како црква, па немаме, ние не сме власт овдека, не сме ние сме луѓе, граѓани, дел од народ. Дел од овој народ што живееме заеднички, сите маки и радости ги делиме со народот. Добро, владиката Тимотеј тоа го изнесе ставот на сите владици на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква. За сега се останува на медиумски пораки со црквата на Србија, со Српската православна црква. Вие го повторивте ставот, никогаш нема да се случи да седнете за името да преговарате. Не ми одговоривте на прашањето кого ја гледате вината, зошто дојде Севова на почеток. Има ли некој виновник кој што може да се посочи, нека не биде еден, нека не биде видите вака, мислам дека има виновници во нашата црква, во нашиот синод. Мораме еден ден да ги отвориме картите до крај. Затоа што Вранишковски веројатно го познавале кој е и што е. И тој човек не требаше да биде член во нашата црква, не требаше да биде во синодот на нашата црква. Тие што го предложија, тие го знаева кој е и што е. И требаше да се внимава многу. Но се направи грешка, ние погрешивме. Човекот направи големи грешки. Да, но очигледно дека Вранишковски е и грешка на Српската православна црква, затоа што тие не знаат што со него, па се затоа ја го префрлаат. Ние многу пати сме разговарале, има добронамерни луѓе
архиереи во соборот на Српската православна црква што се ни признаваат. Јас пред случајно ме земава во делегација како член на нашата Македонска православна црква, бевме во Бугарската православна црква и Бог да го прости, почина митрополит на 94-25 години, почина Иларион се викаше, велеше со овие зборови. Возрастен човек кој поминал многу војни на овие балкански простори. Македонската православна црква вели нема ни канонски ни догматски пречки, се вика тоа политичка работа. Ви благодарам што бевте гостин во Дневникот на Македонската телевизија. Ви посакувам секој добро и се надевам дека повторно ќе ни гостувате. Ви благодарам и јас и го молам македонскиот народ да се ја чува својата Македонска православна црква како зеницата во окото. Бидејќи ако изгубиме црквата, ќе изгубиме државата. Благодарам.